Благодарам, почитувани медиуми, почитувани колеги. Ворете тоа што го кажувате на тие начини на кои што сметате дека ќе има одреден ефект во јавноста, но за жал морам да констатирам дека ништо од тоа што кажавте не е вистина, да не би да ми спровоцирам да употребам некој подиректен збор. Еве малку да ја спуштиме дебатата, да не разговараме со бројки како ќе биде, да не го користиме излагањето од говорницата за да се додвориме некому. Мене ме радува тоа што денеска видов дека и колегата Мартин ќе разговара, па ќе зборува, па ќе можеме да разговараме повеќе за состојбите во изборната единица 2 и во Куманово, нешто на кое што гледам дека немате никаков аргумент да се спротивставите заради тоа што напати ги губите изборите во изборната единица 2, но бевте поразени на последниве избори локални во Куманово, што јасно укажува на тоа дека народот ви испрати порака дека тоа што го правите или тоа што го имплементирате како влада во изминативе 5 години не е добро и дека треба да се менувате. И е добро што еве го сменивте премиерот и целата влада ќе си отиде од своите позиции, затоа што ако е нешто добро, како што беше добро во времето на ВМРО ДПМН, нема потреба да се менува тим кој што победува. Ако премиерот на владата си заминува по пораз од локални избори, вклучително и во Куманово по 30 години, тоа што укажува на тоа дека народот си ја испраќа јасно пораката. Еве вака, ајде да ме одговорите следно. Кои проекти ќе се реализираат од буџетот? Прво тоа, кажете му на народот, ќе потрошиме 4,4 милиарди евра и тоа ќе го направиме. Кои проблеми ќе се решат? Ќе потрошиме 4,4 милиарди, ќе го решиме тој проблем. Излезете и кажете, која комора јавно го поздрави буџетот? Дали било Стопанска комора на Република Македонија? Дали било Сојуз на стопански комори? Дали е Стопанската комора на Северо-Западна Македонија? Излезете и кажете. Излегоа луѓето и го поздрави. Кажете кој синдикат го поздрави овој буџет и кој проблем ќе се реши. Кажете која сфера, кои активисти, кој актив го поздрави овој буџет и дека некој проблем ќе се реши. Еве зборувавте за вашиот омилен министер и затоа го употребив зборот додворување на внатрешни работи. Тој човек предвидел 2200% повеќе во ставката за набавка на возила. Оливер Спасовски. Тој човек во ставката 486 157% за набавка на мебел. Да повторам, Оливер Спасовски 2200% ја зголеми ставката за набавка на возила и 157% ставката за набавка на мебел. Велите функционираат работиве. Сега прочитав пред да излезам дека во Србија лекот за корона е пристигнат. Кај нас Венко Филипче не можеше година и пол да набави вакцини. И ако треба да ги утврдам 4 стратешки, би рекол, стратешки пилари на овој буџет, тоа би бил крадење, криминал, корупција и катастрофа. Благодарам. Контрреплика пратеничката Лидија Тасевска, повелете.